Без активности на терен една година откако Шарпланина е прогласена за заштитено подрачје, досега биле направени само подготовки за денес нацрт планот за управување со националниот парк да биде ставен на јавна расправа. Со него се предвидува покрај досегашниот еден вработен, односно директорот на установата, да бидат ангажирани 15 лица, вклучително и ренџери. Од идната недела ќе бидат отворени и канцеларии. Надлежните свесни дека се доцни, но велат дека било потребно време. Прв пат од 1956 година ние креираме национален парк. И ние сите заедно научиме процедурата и што е битно е да биде успешен на крај и ако доцнеме малку, но тоа не значи дека немаме активности. Директорот и екипот од национален парк нон-стоп се во терен и утре ќе имаме еден план и денес ќе дебатираме за тоа сите да бидеме задоволни, и граѓаните, и приватен сектор, но меѓувреме и ние да заштитиме шара. Очекуваме сега брзо и канцелариите да ги добиеме, ренџерската служба и другите, значи вработени. Секако верувам за брзо време ќе бидат и тие во терен, така што очекуваме добра соработка или па тоа што секако можем да го наведам, тоа е што соработуваме со граѓаните или па со резидентните што се во националниот парк, па тие се најдобрите чувари за Шарпланина. Планинарите велат дека Шарпланина е во најлоша состојба досега. Продолжува дивата сеча, градењето дивоградби, хидроцентрали и отворањето патишта. Паркот ќе има поддршка од нив, но потребно е сите институции да бидат вклучени. Огромен реон имаме на шара, кој што реон за да се покрие треба минимум 80 ренџери. Треба преку 20 возила кои што ќе бидат присутни горе, кои што ќе гледат како се работи на терен, инфоцентри, се она што работи. Да дадеме поддршка на националниот парк, да ги притискаме институциите други да бидат насочени кон заштитата и побрзо да се реализира вработување и се што треба во националниот парк за да може побрзо да функционира. Националниот парк Шарпланина зафаќа површина од 62.705 хектари, а идниот економски развој и заштитата на природните вредности се дефинирани во 4 зони на заштита.